Енергична сензација во македонскиот етер, своја мокина, а понекогаш и дрска. Чекор по чекор ја гради својата кариера. Тешкото детство понекогаш гради и силни јунаци и создава прави звезди. Денеска во Интермецо разговарам со нашата млада и талентирана пејачка Мелани Тарчуловска. Здраво Мелани, добре дојде за прв пат во Хајп Македонија. Како си денеска и како се чувствуваш? Здраво Стефан, ти благодарам пред се на поканата, се чувствувам прекрасно и многу ми е мило што сум вечерва тука со вас. Меланија, морам да те пофалам за твојот вечерашен стайлинг. Кажи ми како се одлучи за оваа комбинација и кој ти помага во твојот стил? Ти благодарам. Пред се само го средувам целиот аутфит, не ми помага никој, барем во овој период, така да се надеваме на наредни спонзори. Имаме многу теми за разговор во денешното интервју, па би сакал да започнам со тоа дека во последно време можам да приметам дека си блокирана на сите страни, започна со полна пара. Да, инаку во минатиот период бевме пребукирани, така и во наредниот период. Од утре ни почнуваат после кратка пауза новите настани. Морам да ги поздравам Tonight Band, моите верни пријатели, мојот бенд. Поздрав дечки, до сите тројца, мојот сајзерист, мојот бубњар и мојот гитарист. Така што да, периодот сме турбо. Дали работиш на нови проекти? Имам чувство дека публиката со нетрпение очекува нешто ново од тебе. Во изминатиот период имав кратка пауза, искрено. Работев повеќе на текстови, на компонирање, на некои нови иновативни работи, затоа што искрено почнувам од себе. Мене ми досади да слушам се едно те исто кое што се случува моментално на нашава естрада. Нема нешто што специфично ми го привлекло вниманието и се размислувам што би било, што е клучот за да може да се дојде до некоја нова иновација, некој нов звук, некој нов молдус кој што може да допре до народот. Мислам пред се да ми се допаѓа и на мене и да ме испрезентира мене во најдобро светло. Така да моментално работиме на тој дел, па се надевам дека ќе имаме нови песни во брза иднина. Во кој смер сакаш да градиш твојата музичка кариера? Искрено, јас сум човек кој што сака да експериментира многу. Повеќе сум насочена на тој латино вајб, трап музика, R&B музика, поп музика, денсхол, како Конел Диабло и така натаму, но зошто да не е нешто ново? Јас сум човек кој што сака да проба нови работи, така да би сакала да биде во тој некој урбан. Сакам да е нешто ново. Јас сум во доле, јас сум позната по тоа дека мора да е нешто ново, мора да е нешто уникатно. Ако не е тоа не сум јас онда. А од каде потекнува љубовта кон музиката? Како се реши за оваа кариера во твојот живот? Ова е тешко прашање. Не се решив, ме откри мајка ми. Мајка ми ги откри моите способности, мојот талент, колку можам и се поврзано со музикава. Јас ова го имам зборувано неколку пати во неколку интервјуа. Весна Беби беше клучот. Кај незе одев на глума и имавме редовно часови каде што се собиравме и каде што секој требаше да се отвара, затоа што имаше дечиња, например, во тој период кај што беа многу срамежливи. Иста бев и јас, нормално. Она ги им ја отвараше таа гранка на начин што им кажуваше ајде отпејте ми нешто. И сите пеа по една песна. И јас пеев песна. Тажна љубов се рекна песна од Тамара Тодевска. И на Весна многу и се допадна како пеам. И во контакт со мајка ми и пренала дека за тоа и тоа се случило. И мајка ми проба да ме отвори малку на таа тема, да поразговара со мене. Милани, дали стварно ти се допаѓа, дали стварно сакаш да пееш? Немој да осеќаш дека, например, имаш на некој начин некоја граница или стегање од моја страна само за тоа што јас сум била пеач некогаш. Така што Весна Беби и мама беа клучот да можам јас да се пронедам себе. А што се случи со глумењето? Па глумењето ми е некоја неостварена желба, неостварен сон, но можеби ќе се оствари, никош не можеме да знаеме. А дали може сега да ни запееш нешто за гледачите на Хајп Македонија? Да
да запееме нешто, зашто да не? Дали имаме некои желби? По твоја слободна желба. До балчак ќе дојде за мене се фати, за секое дело ти скапо ќе платиш. Во мене гледај мати, ми го умот мати. А јас тивко танцувам, кон ел диабло, и ноќва ме излудува. Кон ел диабло, он нема таква моќ, ја нема та аура. Па јас тивко танцувам со него стално. Браво, Меланија, морам да те пофалам дека си извонреден пеач. А Меланија, знаеме дека твоите родители се познати личности во Македонија. А колку тоа ти помага, а колку ти одмага некогаш? Па, искрено, колку има помогнато, толку има и одмогнато за некои работи. Да си пред се јавна личност во нашата држава е многу голема храброст, па така можам да ги поздравам и моите родители пред све. Искрено, можам да ја замислам целата ситуација и од нивна гледна перспектива и од моја гледна перспектива, нормално, да направиме една споредба. Секоја страна има своја тежина, но беше тешко да растам како дете на познати родители, исто така потешко да станам јавна личност во свет каде што децата на познатите родители и не се баш толку прифатени, или каде што не ја добиваат, например, потребната доза на признание, поддршка и така натаму, така што не беше лесно и не е лесно се уште, но се трудам да сите тие, например, делови од мојот живот ги тргнам на страна, затоа што на крајот од денот јас ја работам оваа професија за мене, не за моите родители и не за небитни мислења. А несумнено е дека талентот си го наследила од твојата мајка. Кој е најдобриот совет што си го добила од неа? Како таа те води во текот на твојата кариера? Па еден од подобрите совети кои што ги имам добиено од незе е да не се замарам за ништо, да не читам негативни коментари, да не се преокупирам со негативни мислења, да се следам себе и да не го следам трендот. Тоа ми беше многу интересно затоа што ние сме познати младите по тоа дека сакаме да следиме нечии тренд, кој да го започнал. И јас не сум човек кој што следи трендови, јас сум човек кој што сака да ги ствара. Така што ја послушав за тој совет и тоа уствари прави да се чувствувам и посебно во тоа што го правам и да мојата работа да се примети на еден поинаков начин. А дали добиваш негативни коментари и дали тие влијаат на тебе? Да, добивам негативни коментари, како и секоја позната личност, како и секој човек кој што се бави со јавна професија. Зошто е тоа така? Затоа што ние сме таму каде што сме со причина, затоа што ние сме тука да го направиме целиот тој феномен од моменти, тема и се што сака народот да види, чуе и така натаму. Така што негативни коментари ќе има секогаш, дали јас ги слушам, да, дали јас ги читам, да, дали се замарам, не. Никогаш не сум се замарала. Сум имала многу тешки коментари, поврзани со мене и мојата фамилија, поврзани со луѓето кои што ми се најблиски на овој свет, поврзани со мене и никогаш не ме допрело на начин на кој што тие сметаат дека треба да ме допре. А што би им препорачала на младите артисти кои се соочуваат исто така со негативни коментари? Да не пип, жива сила. Зошто? Затоа што немате потреба, затоа што такви луѓе секогаш ќе постојат, затоа ги делиме луѓето на едни и на други. Затоа треба да бидете овие другите, кои што ќе успеваат, кои што ќе се градат, кои што ќе бидат свој секогаш, и цврсто ќе стојат за тоа, затоа што само така ќе можат да успеат. И така ќе бидат посебни како што се. А Меланија, твоето семејство помина тежок период кога ти беше многу мала. Мислам на случајот во кој татко ти беше подолг период отсутен, баш кога на некој начин ти бил и најпотребен. А колку тој период влијаеше на тебе, дали сега се сеќаваш низ што поминавте и колку тоа денес е тешка тема за тебе, дали ти остави некои последици? Види, Стефан, секогаш остануваат последици од несакани ситуации во животот. Дали биле полесни, потешки, не е битно.
дека имав лесен живот, немав. Дека мојата фамилија имаше, нормално дека не. Но повторно ќе кажам, човек учи како да живее кроз сите тие ситуации. Малте не пред да дојдам, гледав едно видео на YouTube каде што ме снимале мене како дете. Значи тоа е пред отприлика што знам, некој 18-19 години, сега да не ти излажам. Каде што мајка ми зборува јавно за тоа каков е животот сега без, нели, Јохан, каков е животот без татко ми, како се справуваме, дали е лесно и така натаму и така натаму, и бев изненадана од тоа како една жена може да ги искрено претрпи сите тие работи, сите тие зборови, сите тие омрази во тој период, но верувам дека успеа поради тоа што имаше многу голема поддршка. Народот не за сакаше ја поддржуваше. Сепак станува збор за една Сонја која што многу направи, која што многу успеа. Јас сум горда на нејза. Сепак остави на некој начин покрај сите тие убави и позитивни страни на ситуацијата, остави голем белег кој што деца како деца никош нема го заборават. Која ти е омилена песна од Сонја и дали може да ми ја испееш? Во бело, ја стојам покрај него, мили бело, во бело, кријам солзи испод велот, бело, во бело, срце црно жали за тебе, парарарарам. Браво, Меланија. Познато е дека си во долга љубовна врска. Колку партнерот е твоја поддршка, може да ни откриеш како се запознавте и која е формулата за долга љубовна врска во ова денешно време или не време? Да, сум во долга врска. Ова не го изјавувам многу јавно, него искрено блазеси ти што наоѓаш све и што истражуваш све и така натаму. Ова прашање никој ми го нема поставено. Да, сум во долга врска, сум со мојот партнер во долгогодишна врска и искрено да ти кажам, све што е потребно да имаш вистински човек до себе. Ако нема поддршка, ако нема разбирање, ако нема искрена љубов, ако нема добра комуникација, не може да опстане ништо. Не можеш да опстанеш со бизнис партнер, камоли со човек што ти треба за цел живот. Мислам, тоа е мојот совет. За секоја девојка која што бара ред флекчиња кај машки, ако ги нема тие работи... Дали може паралелно да се функционира љубов и кариера? Апсолутно може. Во мојот случај, барем во мојот случај се докажало дека може. Дечко ми е најголема поддршка, најдобар пријател пред све, секаде со мене, на секој мој настан, на секој моје снимање, освен денес, поради приватни причини, ама секогаш ми е најголема поддршка. Тоа е многу битно. И може да се функционира, зошто? Затоа што го бирате правиот човек. Дали може да очекуваме свадба наскоро? Не знам, прашајте го. Јас се чекам. А кој чекал? Како? А кој чекал? Кој чекал, дочекал, ваljda. Интересен факт е дека си голем љубител на мотори. Реткост девојка да има толкова љубов кон моторите. Од каде доаѓа таа пасија, Милани? Таа пасија доаѓа од татко ми. Да, доаѓа од татко ми. Татко ми е моторџија долги години и искрено не, добро да, се согласувам, не е типично за девојче сега да дојде возиш нешто количе, имаш положено, имам и за мотор. Од колку? Од 16. Да, имам положено од 16 години за мотор. Голот ми е да положам и за поголем. Дали тоа го прифаќаат? Да, дали ми кажуваат дека нема да имам гаража? Не. Така да, ќе биде интересна борба, ќе видиме што ќе може да се направи, но во секој случај ми е многу голема љубов, многу голема страст, да треба да бирам помеѓу кола и мотори, дали е типично за женско, не знам, ја би бирала мотори. Така. А кога прв пат возеше мотор? Искрено, не знам дали ова смеам да го кажам пред на 15, ама не можеш да полагаш на 15. Деца, бидете умни, не се вози без положено. Бидете со некој кој што знае да ви го објасни теоретскиот дел и практичниот. На 15 години, така што 6 или 7 години веќе активно возам мотор,
Што е она што публиката не го знае за тебе, а ако го кажеш сега би било шокантно? Па, публиката не знае многу ствари за мене, како например дека сум бремена. Се шалам. Се шалам. Се шалам, дечки. Само сум малку над потребната килажа. Ќе се потрудам тоа да го променам. Don't judge me. Така да ќе биде кул. Луѓето не знаат многу работи за мене во принцип. И тоа ми е кул. Така сакам и да остане. Во Македонија постојат извонредни пејачи. Дали постои некој од нив со кого би снимала дует, а некој на кој би му дала вето никогаш повеќе да не се појавува на сцена? Види, јас сум релативно млад пејач, кој што сега се протна во сите тие води, но има доста пејачи кои што не треба да се нарачат пејачи, а учествуваат во целиот тој филм дека се јавни звезди, дека се да сан, дека се не знам што. Така што постојат пејачи кои што треба да се запрашаат дали се навистина вистински пејачи. И постојат прашањето беше чија песна би со кого би сакала од нашата естрада? Може би со Ламбе Алабаковски. Нешто типот на најдоброто од сега со Елена Ристевска што е дуетот. Нешто може би од тој фазон би ми било баш јако. Ламбе го знаме приватно и голем поздрав до него, многу кул лик. И може би Антонија Гиговска. Може би Антонија. Антонија ми е баш онака, типка и пол. А од светската кариера? Ријана ми е идол. Ријана и само Ријана и никој друг. Дали во македонската музичка сцена, за да бидеш славен и успешен, ти треба талент или можеш под наводници да ти се посреќи? Па, Искрено мислам дека не може кај нас да ти се посреќи, кај нас среќата не постои, одамна нема напуштано. Така што мислам дека само треба да си доста паметен, доста добро да знаеш да си ја работиш својата професија, за да можеш да дојдеш до одредена точка на успех, така што бодриме кон тоа, па ќе видиме. Дали некогаш си имаш почувствувано предадено од страна на македонската јавна сцена? Да, многу пати се имам почувствувано предадено. Зошто? Поради проста причина, за тоа што сметам дека кај нас нема доволно поддршка од страна на веќе успешни пејачи, успешни јавни личности. Сите ние некогаш сме почнале од некаде и сите ние на некој начин сакаме да си го достигнеме успехот кој што нели сме си го замислиле, така што сметам дека доколку веќе си дојден до таа некоја точка, треба да се пружи можност и шанса на младиве изведувачи, и веќе зборам стрикно за музиката, на младите изведувачи, кои што сакаат да направат нешто. Мислам дека треба да постои таа доза на поддршка, но не ја гледам. И не ја осеќам и не ја доживувам во ниту еден случај. Да не беше пејачка, со што би се занимавала? Дали можеби треба да очекуваме во политички води? Во политички води? Нешто претерано поврзано околу политика не. Зошто? Затоа што не сакам да сум во целост дел од целиот тој систем. Сепак сум јас пејач, сепак си ја работам само својата работа и не би сакала да навлегувам предлабоко во било какви политички конотации, така што не ми е тоа целта. Тоа е само можеби некој ситен мал дел како и на секој нормален човек, но не е цел. А со што би се занимавала доколку не си пејачка? Глумица. Да, била глумица. Да. Дали може за крај еден мал предизвик да видиме Меланија што носи во својата чанта? Може, зашто да не само да ја земам, ако може. Може да се направи еден ваков дел. Како за почеток имаме еден коктел. Немам премногу ствари, телефонот ми е тука, имам сјајче за уста и ги имам клучевите од автомобил. Тоа е so simple girl.
Јас во принцип носам премногу работи, ама многу се брзав и му каснев на Стефан, така што малку ствари земав со мене. Следен пат ќе биде поинтересно. Во ред, Меланија, ти благодарам за ова интервју и ти посакувам многу среќа во иднина. Ти благодарам, Стефан, многу. Здраво, дечки, јас сум Мелани илите Меланија Трчуловска, што би рекол Стефан. Ви благодарам што ја гледавте оваа емисија и се гледаме некоја наредна прилика.